Нови мерки за ограничување на цените на основните производи пред нова година. Најавата на премиерот Мицкоски дека владата веќе ја скрои новата потрошувачка кошничка за граѓаните е добре дојдена. Велат дека вакви мерки требало да се донесат многу поодамна, а резултат ќе има само ако трговците го почитуваат законот и не ги зголемуваат цените. Има и такви кои велат дека цените не се високи, туку платите во државата се ниски. Со години претходната власт работеше само во свој интерес и не водеше грижа за народот, велат анкетираните. Па добро, може да биде добра мерката, ама колку ќе се придржуваат маркетите на неговите зборови на таму което инспекторат што е за намалување на цените, ќе видиме, ама некои поштуваат, некои не. Предходните влади требаше одамна да го направат тоа, ама они мислеа на крадење само. Па ќе ги видиме ефектите. Купам леб, иста цена, сирење, горе-доле исто е, разбираш. Зеленчук, еве што земав за испари, разбираш. Тие се цените, стандардот не е проблем толку до цените колку до стандардот. Тоа е тоа. Имаме плати балкански, а стандард германски. Лебот, млечните производи, месото се дел од производите за кои граѓаните сметаат дека треба да се најдат на списокот на новогодишната кошничка. Месо да се со месот и горе-доле да се сине нешто и кашкавали тие работи, што друго, тоа е основното. Па се она што се сервира на трпеза за Божик и за Нова година, се знае. Тие што се основните за јадење, сирење, леб, салами, такви работи. Па најосновните се знае луѓето кои што секојдневно ги користат. Млечни производи, ориз, брашно, тоа што за секојдневна употреба што е потребно. Па месото, млечните производи и овошјето. Од СДСМ обвинија дека мерката на владата со замрзнување на маржите или така наречената есенска кошничка не дала никаков ефект и цените не се намалиле. Државниот завод за статистика го потврдила тоа и дека цените на мало во месец октомври се намалиле само за 0,1%. Цените на основните производи растат. Куповната моќ опаѓа, а многу семејства едва и врзуваат крај со крај. Нашите граѓани секојдневно се борат со високите цени. Од ВМРО ДПМН им одговорија дека во изминатите 5 месеци владата е фокусирана да го надомести она што СДСМ и ДУИ не го направиле во изминатите 7 години во економијата и дека нивниот план е да се насочат кон структурни решенија кои ќе водат кон стабилност на долгорочен план. Целта на ВМРО ДПМН е подобар животен стандард за сите граѓани и инвестиции. Економијата постепено заздравува и покрај ужасната нерамнотежа која ја предизвика СДСМ, благодарение на мерките на владата на ВМРО ДПМН. Граѓаните добиваат партнер во владата, растат пензиите, платите, се подобрува бизнис климата. Премиерот Мицкоски рече дека е задоволен од резултатите што ги даде есенската кошничка во пресрет на зимата и најави нова со која граѓаните повторно ќе ги почувствуваат ефектите.